Термин за ново издание Аргумент Плюс. Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва интервју со Гоце Димовски, директор на дирекција за технолошко развојни индустријски зони. Ние новинарски слободни економски зони. Добро вечер. Благодарам поканата. Прв пат се гледаме во телевизија 24. Повод имаме околу странските инвестиции. Ајде да одиме едно по едно. Две компании, Aptiv и Dura Automotive Systems, деновиве се актуализираа со нивното повлекување. Практично, кога погледнав, тоа е вест што се провлекува од почетокот на годинава, е таа најава, дека ќе го редуцираат производството, дека ќе го намалат бројот на вработени и дека бараат начин за да заминат од државава. Ќе ги проанализираме, а прво сакам Димовски еден коментар на изјавата на премиерот по повод оваа најава. Вели премиерот, ке има компании домашни и странски што ќе се отвораат, ке има и такви што ќе се затвораат. Тоа не треба да се сваќа како крај на светот. Оваа изјава наистина е логична и странските инвестиции се променлива категорија, едни доаѓа, други одат. Јас ќе прашам за колку вработени ќе биде можеби моментално крај на светот што ќе останат без работа од овие две компании. Вака, предим ќе почнем со Dura. Односно со Aptiv те почнеме, дека беше Aptiv најавата почетоков на 2025 година. Првото известување што го добивме од Aptiv беше дека они, согласно нивниот план за реструктурирање на глобално ниво, што веќе го воспоставиле, е дека планираат производствениот погон во Македонија постепено да го намалуваат производството со една цел да го продадат на некоја друга мултинационална компанија. И кога беа кај мене првата средба, кога ги прививме заедно со министерот Муцунски, тоа ни го објаснија и ни пуштија и допис. И врз основа тоа нивно кажување, информација, ние ги известивме, добро во ред сте решиле, меѓутоа треба да знаете дека имате одредени обврски спрема државата. Кој ми кажавме кои се тие обврски и се што се случува, на нејата средба со високи представници на Aptiv беше кажано дека ние сме решени да ја продаеме компанијата, бидејќи имаат доста да платат, да вратат пари средства за државна помош. Кога сме кај државната помош за Aptiv, сакам да ви известам дека ние одма презедовме мерки и активности со ангажиран ревизор, согласно нашите упатци и процедури во дирекција Туризм, каде што се утврди дека треба да вратат државната помош после на двата договора. Тоа е во државната помош и тоа ќе вратат. Мора да вратат. Добро, кажете и сума, така сега да оперираме да не Во однос на сумата не би дискутирал, бидејќи тоа се утврдени согласно интерните акти на ТИРС, дирекција ТИРС, и врз основа тоа има и камата. Затоа не можам да кажам точната бројка. По отприлика колку се движи Димовски, пак велиме државна помош, тоа се наши пари на граѓаните, ние треба да знаеме така. Јавно ќе биде искажано. Другата работа е што согласно договорот за закуп што го имат Aptiv. Сакам да ви кажам за Aptiv дека тој објект има една историја каде што на времето беше Johnson Control во 2006-2007. После Johnson Control го купува Visteon Delphi и на крај доаѓа Aptiv. Така да тој објект некако има таква некоја си историја што сега очекуваме согласно последните информации, дури во текот на вчерашниот ден има средба на компанија која е заинтересирана да го купи Aptiv. Така да во однос на Aptiv, планот, идејата е дека постојат повеќе компании согласно укажувањата и од Aptiv менеджментот, а воено и она што јас сам сум сведок, кој беа вчера една компанија сериозна што се заинтересирана за купи, да ги праша условите, да се најде купец за да може тој објект да продолжи со производство. Добро, ајде сега не, сега до овој момент позицијава на Aptiv да ја утврдиме. Работи, да ви кажам, со производство кое е согласно нивните планови. Значи, работи фирмава супер. Портфолиото, значи ние секој месец правиме анализа на портфолијата, месечно, годишно. Aptiv работи доста профитабилно. Не, дали е редуциран бројот на вработени, дали е редуцирано производството? Не, моментално се околу 500 вработени во Aptiv работат. Па што го видов денеска, согласно нашите анализи за заклучок со месец октомври. И производство не е се уште редуцирано. Они планираат тек во 2026 да прават редукција на производство, за да крај на 2026 прекинат со се, односно да во тој период да бараме купец да има. Тоа сакам да прашам, конечниот договор со владата е обидот да не се затвори фабриката,
туку до крај на 2026 да се најде компанија која ќе реално има ќе заинтересирани компании. Добро. Едната од нив беше вчера кај мене на состанок да видиме сите можности како да се преземе. Во меѓувреме државната помош немаат обврски и облигација да ја Имаат враќаат. обврски известени се и Добро. чекаме да помине тој рок, ако не ја вратат, А зошто да ја вратат ако продолжат со работа? нема, тоа се однесува за Аптив. За Аптив прашувам. Аптив, согласно ревизорскиот извештај што го Доколку правиме, затвори 2026 година на крајот има долг према државата. Да, дека утврдивме дека има прекршување на страна на договорот. И што има прекршување на договорот, ние мораме да постапиме да ги известиме дека треба да имат. Пак не разбирам прекршување на договорот во кој дел е Во прекршување? делот на тоа што како функционира државната помош. Врз основа на бизнис план. И во тој бизнис план вие по години кажувате колку ќе инвестирате. И кажувате кога ќе го завршите проектот. После тоа имате рок од 5 години да ја одржувате инвестицијата. И согласно извештајот од ревизорот се утврди дека тие дел од основните средства не ги одржале и тоа е прекршување на договорот и затоа ние ја бараме државната помош. Во која смисла не ги одржале? Основните средства вредноста значи Значи не инвестирале дополнително? Не, тие инвестирале се, ама не одржале инвестицијата, се вика тоа. Значи сепак имале намалување во производствениот Во капацитет. основните ако можам. средства. Ама Добро. во извозот тие години, имам тука анализа, тие од година на година извозот расте кај нив и приходите. Тоа се различни сегменти, затоа сакам да ви кажам дека Не, ние добро, бевме сега ја анализираме инвестицијата и врската што ја презеле ние како бевме многу инвеститори. внимателни кога види, генерално ние правиме детална анализа од аспект на број на вработени на секоја компанија, месечно ниво, од аспект на извоз и од аспект на исплатена протечна и бруто плата. Зошто? Значи не е битно компанијата како месец за месец, година на година работи. Ако видиме дека има проблем, ние секоја година им плачаме, ангажираме ревизори и правиме aftercare на одредени периоди, за да видиме компанијата како работи. Добро, во овој момент, пошто да имаме простори за генералната слика за Сега странските сакате за инвеститори. Дура? Не, сакам за Аптив уште еднашка да прецизираме. Значи, Аптив во моментов се појавува како должник, како инвеститор кој не ги исполнил дел од врските со договорот за добивање на државна помош. Согласно ревизорскиот извештај направен на ревизорска компанија. Тие признаваат дека не го Тие исполниле. мора, тоа што тоа се утврдени наоди. Тоа мора да го признаат. Тие се утврдени наоди, значи ревизорскиот извештај содржи наоди врз основа на нивните Добро, сметковоци. Димовски, повторно не ми е јасно зошто не можеме да оперираме со сума да кажете како институција, тоа се пари на граѓаните за Да, тоа државна ќе биде се помош. јавно Ама еве зошто сега на пример да речеме должат во некоја рамка помеѓу 5 и 10 милиони евра или Ќе работи за милиони евра. 5.000. За милиони евра се работи. Точно ќе ви кажам кога ќе ја направиме точно, пресмо да ќе има и камати на тоа. И не можам да не сакам да прejudicирам дали и каматите си влијаат на вкупниот изvoz на крај. И сега резимираме, Аптив работи до крајот на следната година, во меѓувреме обиди да не се стави клуч, туку Туку да се преземање, купување од друга на објектот и од дел друга од страна. нивните основни средства, односно опрема машини за кои им се соодветни на таа компанија. Вработените 500 рековте да бидат раат во овој момент 500 дека се нема да моментално останат во без за работа. работените, ono што го добив како информација од менаџментот на Аптив е дека ако во случај не се успее да ги преземе друг, а знам дека делот добри вработени во Аптив ќе си нашли ангажман во други компании. Од иста Добро. дејност. А за тие што не, имаат за нив специјални пакети за обештетување. Знам дека имаат доста голем број на плати што ќе им ги исплатат како обештетување. Тоа се пакетите што ќе им ги донират. Добро, тоа е модел за обештетување, но сепак Видите, губењето на работното видите, место во однос воопшто на работните не е места можам да најдна кажам работа. дека со оглед на тоа дека во ТИРС Скопје, зборам за Скопје, имаме шахтен гради. Таму во прва фаза ќе има 200-250 работи. Они планираат две фази да има, 500 работи. Чакате, прави проширување, минимум 200 работување. Во крајна фаза сме со сериозна компанија француска индустрија да инвестира во 2026 која ќе вработи од 400-500 работи. Ќе ми оставите простор за Да, посебно сакам да кажам прашање, дека за да видиме ние кои се работиме новите на тоа да не инвестиции. се дозволи да се има, како да кажам, проблем со вработниците да остане без работа. Дура Automotive Systems, уште една американска компанија е ова. Исто така, како да речеме од од автомобилската индустрија сектор. Сега за неа прочитав дека е на македонскиот пазар од 2018 година 18-19 почна. и дека оваа компанија веќе има потврдени информации за сериозни финансиски проблеми во работењето. Каква е во Во однос на моментов? Дура да ви кажам деталите. За Дура добивме известување официјално пред неколку месеци од нивна страна дека
привремено го запираат производството заради тоа што главниот нарачувач, купувач на нивните компоненти кои ги произведуваат Ауди им ги откажува нарачките. Во исто време добиваме потврда од страна на Дура UK дека тие стојат позади Дура Automotive Македонија како гарант, дека согласно договорите имаме трета страна што мора да има гарант. Сега, ние кога видовме дека е така, одма презедовме мерки и активности согласно нашите законски прописи и повикавме ревизор да направи контрола на работењето на Дура Automotive. Добро. И тука се утврди дека они со тоа што го прекинале производството одреден период, го прекршуваат договор државна помош. И ние оно постапивме со барање за враќање, во основа на ревизорски извештај, со наводи, во основа на факти и аргументи и таму си ја бараме државната помош во што е исплатено согласно претходната динамика и претходните исплати. И таму и таа помош што е дадена или долгот сега веќе на Дура факто, во колку се брои? Тоа е обврсто по милиони евра исто е и таму има камата. Така да ако не се задržала, ако не си наплати, ќе одиме со арбитража, дека така е договорот. И сега за Дура Дура констатираме беа околу што е. 60 вработени, да знаете. Добро, 60 вработени Да. во моментов активна е фабриката, не работи, 65, затворена. максимумот на Дура Automotive е 65 вработени. Ама тоа не значи секој тој вработен има своја фамилија Да, и точно. судбина и Сакам приказна сам за себе. докажам Тоа не бројот на значи дека вработени, некаде да. ако работат 260 или 500 се повеќе значи, важни е битно и секој од работно 6 место. вработени. Тука секој работно место е битно и знам така. дека дел од нив веќе што ги отпуштиле нашите работа, така се моите информации неофицијални. Меѓутоа ние се трудиме како влада да носиме нови инвестиции и да креираме поводен бизнес клима за да може да се имат луѓе. Сега констатираме Дура во моментот во каква состојба, дали работи или не произведува воопшто. Исто и за Дура имаме две американски компании, извините, една американска и една германска компанија, кои се заинтересирани да го преземат објектот. Сега тука кај Дура разликата е што објектот не е на Дура, туку е на девелопер. Тоа се измените на законот во 2018 претходната влада ги направи, кај што на компаниите им дозволува не инвеститорот да гради, туку да гради за него да гради друг, а тој да го закупува. Значи Дура во моментов е веќе неактивна и затворена, Да. вработените не одат на работа, Да. немаме производство и пласман. Немаме производство. Од Дура. Од Дура Значи нема целосно е затворена. И овие две компании американски должен на државата, како рековме? Должат треба да вратат средства по основа на државна дадена државна помош. Во износ од Милиони евра. милиони евра. А колку ќе биде точно, ќе видиме на крај врз основа на пресметката со се камата. Димовски, дали во моментов се прави внатрешна ревизија во други компании? Ние правиме ревизија на секоја компанија годишно. И Не, јас зборувам за водрени ревизии во однос на ние сознанија за како што ви публикување кажам, можно. секој месец правиме анализа на секоја компанија која е во тирзоната и има државна помош, без разлика дали има или нема, правиме анализа од аспект на број на вработени, од аспект на извоз и од аспект на исплатена плата. Зошто не се битни тие три елементи? Битно ни се да видиме како компаниите работат. Заклучок, согласно анализите што ги правиме на месечно ниво, извозот од јануари 25 заклучно со октомври 25 е за 6% зголемен во споредба со истиот период за 24. Да, но се наблегуваме во овие математики, јас сакав малку околу државната помош, дали тој извоз е зголемувањето е резултат на обем на извоз што е Обем на зголем производство или вредноста, тоа е Обем многу и обемот и различно, вредноста, да. многу е различна Да. структурата Да, и точно. кој што го Согласно, детерминира меѓутоа, тој раст. нели? годишно Тоа многу е секоја важно компанија правиме портфолио кој што гледаме обем на производство и извоз. Да. Значи битен е обем на производство. Па да, ако е цените, тогаш не можеме да зборуваме Ама сепак освен од аспект на финансиите, дека имаме зголемување. влие. Имаме зголемување. Добро, Тоа важно ќе го е видиме сепак. на крај на година. Зашто не можеме да го видиме на месец, тоа го гледаме од билансите, односно Што завршени го сметки. детерминира извозот надвор? Дали е точно, односно имам информација подготвувајќи се за оваа емисија, дека и во други странски компании веќе има редукција на дел од производството, има редукција на број на вработени. Ќе ги кажам со име, ве молам да потврдите или демантирате Ванхол, Гентерм. Ги имам запишано и уште една компанија. Вас ве прашувам во кои компании, дали ситуацијата во СДИ, што се лоцирани во слободните технолошко-развојни зони, е стабилна и дали имаме компании кои веќе најавија и имаат најавено редукција освен овие две. Видите, во принцип ние сме во реална комуникација со компаниите кои оперативно работат во технолошки и развојни зони и согласно нивните планови
кажуваат дека нема нека големо отстапување, на пример, за во Гентерм е моментот што тие повеќе инвестираат сега во автоматика и роботика. Зашто нината е таму. Високото технолошко производство доведува да има што повеќе автоматика и роботика во производство и да има високо платени работни места. Добро. Сакате да ми речете дека редукцијата, еве Гентерм го спомнавме како резултат на друг процес на инвестирање. За Гентерм знам, според информација што ги добив, они во периодот кога се случи ситуацијава со војната во Украина, тоа беше 2022, дел од производството Украина го донесува во Македонија. И тога се дигнаа со број на вработени. Разбирате? И сега го врачаат нас. Не, јас само ве прашав да ме демантирате и потврдите, освен за Гентерм, Ванхол и други компании, дали во моментов таргетирано од автомобилска индустрија, бидејќи беше критична, го намалија производството, го редуцира и бројот на вработени. Ви ги кажа бројките. Значи за првите 10 месеци ние имаме зголемување на извозот. Што значи тоа? Не, ама тоа не значи дека е зголемено и производството на Обемот компаниите. на производството ќе го знаеме со завршена сметка, не можеме сега да го тврдиме. Значи, не ми потврдувате и не ми демантирате во однос на број на вработени, еве, например во странските компании, тоа дали е кажат променет? компаниите во самите компании. Да, ма вие сте Ние ги прв правиме човек анализите, да, на ние ги правиме дирекцијата. анализите, меѓутоа се гледаме дека има ке некои компании остапување за дарени вработени, има ке некои зголемување. И тоа флуктира. Е, добро, еве како што споредуваме извоз, например, број на вработени, поставен број на вработени во компаниите. Околу повеќе од 17.000 вработени. Повеќе од 17.000, според Веносолани, истиот период, бројката е намалена или Намалена, зголемена? да, за некои си, не знам, може би помалку 2%. Значи е намалена. Да, намалена. На број на вработени во странски директни За разлика инвестиции. од истиот, намалена е од аспект зашто се имаме намалување де факто на виде, многу влијае ситуацијава со европска автомобилска криза. Си влијае. Не, јас не го спорам ризиците и Украина и нарачките, Да, Кина, Германија и така натаму. Нарачките си го диктираат начинот на производство. Знаете што сакам јас да ве прашам во овој дел? Како прв човек на оваа дирекција, еве да ве прашам, колку имаме активни компании во сите слободни економски зони? 14 се на ниво на државата, мислам. Скупно за 14, оперативни се 8. 8. Во 8-те зони, колку компании имаме, со колкав број на вработени, колкав е нивниот учинок во GDP и во извозот. Еве овие 4 параметри за да добиеме крупната слика. Околу 36-7-8 компании се моментално оперативни. Во однос на извозот колку влегува од вкупен износ, заклучно последните анализи, повеќе од 40% извозот влегува. За GDP-то треба да видиме, да заврши 25-та, па да ви кажам за 25-та. Сите овие компании се корисници на државна помош? Најголем дел да. Најголем дел да. Колкав е обемот на државната помош годинава планиран? Годинава? Да, за годинава. Вака ќе ви давам информација 24-та, анализата е направена, исплатени се околу, значи ова зборам купна државна помош од ТИРС, податоков било. Значи што го дава преку ТИРС државата. Добро, преку ТИРС, добро. Да, 1,8 милиарди денари. Тоа во евра како доаѓаат? Колку евра се? 30 милиони. 30 милиони евра за Сега, 2024. ние што правиме анализа во ТИРС, да видиме кој е ефектот на државната помош врз основа на уплатите во буџет. Тоа е мерлив параметар. Така да за 24-та, согласно анализа што ги направивме, оддаени 1,8 милиарди денари на компаниите како државна помош врз основа на инвестиции, имаат тие вкупно уплати во буџет врз основа на придонеси и даноци повеќе од околу 5,8 милиарди денари. Што значи пропорцијата е 3,2. Ако државата дала 1 денар државна помош, тие компании враќаат 3,2 денари во буџет. Секако важен е тој сооднос на државната помош и повратот од таа државна помош. Тоа е само од аспект на уплати. Меѓутоа ние да го гледаме поголемиот економски ефект, не е само уплатите во буџет. Не ми е поентата да спорам сумата за државна помош, иако и таа можеме да ја дебатираме и аргументираме. Значи, вие рековте 30 на милиони евра 2024. Да, тоа што го видов во буџетот за годинава, финансиска поддршка на инвестициите 24 милиони евра за годинава. Ама тоа е финансиска поддршка на инвестициите. Да. Тоа е друга ставка. Следната година 20 милиони евра преку оваа ставка се намалува, значи имаме намалување на финансиската. Видите, за привлекување на странски инвестиции годинава 10,5 милиони евра, следната година на 28 милиони евра. Каде во буџетот јас како новинар, еве ми вели тоа е друга ставка, ова е друга. Можам да прочитам
државни субвенции, ги велиме државна помош за странските директни инвестиции, колку сме дали. Каде може би. Ние секоја година согласно законот Комисија за заштита конкуренција вади извештај за давање државна помош. И персонално ги вадеше извештаите за секоја странска државна помош. Имате таму. Добро, и значи рековме лани е 30 милиони евра државна помош. Исплатено. Годинава имате некој пресек веројатно. Колку е? Имаме пресек. Согласно ревизорските извештаи се уште правиме анализи и тоа ќе го знаеме крај на година. Зошто што има одредени компании што не ги исполнуваат условите и не им исплатена државна помош. Добро, веројатно правите некои полугодишни анализи. Да, ја морам, не би за сакал да се расправам со бројки, се додека немам конечно, додека на крај одлуката носи управниот одбор за исплата. Кога ќе имам исплатено, тогаш можам да ви кажам да, толку и толку се исплатено. Ќе биде поголема сума од лани или помалку? Не можам да шпекулирам, бидејќи чекам уште правиме анализи на врсосно на ревизорските извештаи и да знаеме точна бројка. Политика на државна помош. Беше најавувано дека тие договори ќе се објават транспарентно, ние како новинари, јавноста ќе има увид, бидејќи еве самите кажувате 30 милиони евра по еден основ, ја тука прочитав 28 милиони евра друг основ, 20 милиони евра трет основ. Е планирано. Оно што е планирано со не па добре, за годинава 10 милиони 10,5 милиони евра. Не, ставката не е така. Те треба да гледате вие за привлекување на странски инвестиции преку значи од кој буџет да гледа, од која институција? Од буџетот преку економските програми на владата. Да, меѓутоа треба да ги гледате од аспект на секоја институција да држава помош, треба да се гледа таму. Каде да се гледа? Во самиот буџет на секоја институција. Не може така да се гледа, бидејќи на крајот се сумирани по владини програми и пишува економски развој, странски инвеститори. И ставка по ставка се сумирани веројатно сите тие преку министерствата. Поентата ми е ние на овие суми сега што ги говориме, без разлика преку која буџетска ставка се одливаат тие пари, имаме ли доволна транспарентност? Вие како владеачка партија, односно сега владеачка, тогашно опозицијска, најслабата карика во владењето на поранешната власт беше отсуство на транспарентност во делење на државна помош и менаџирање на странски инвеститори. Навистина, остро ги критикувавте и беа за критика. Сега вас ве прашувам дали ги отворивте договорите што ги имате склучено со странските инвеститори. Согласно закон за класифицирани информации, мислам дека тоа е више во владата се тоа стои закон, мислам 2018 и секој договор, мислам дека преку влада е достапен. Во однос на давањето државна помош, кај нас постојат строги правила и закони врз основа на како се дава државната помош. Така да се работи врз основа на закон. Јас прашувам дали имаме транспарентни, објавени со суми, со термини, со основи на сите договори. Што се објавува преку Комисија за заштита конкуренција, пишува таму која компанија колку добила. И тоа мислам дека плюс гледаме ние и на Open Finance. Си пишуваат секоја трансакција која компанија колку добила. Не, добро, јас зборувам не преку спорадични извори, зборувам автентичните договори. Тие се официјални информации. Автентичните договори меѓу владата и помеѓу одредена компанија. И што кријат тие договори внатре. Па нема ништо, искам да видам, гледајќи ги договорите, нема нешто закриени. Добро, сега вие тоа го кажувате, ама ние како јавност треба да имаме увид за да... Тие се тие договори што секако на формат за договори, каде што врз основа на одредени закони и прописи се утврдува како се дава државна помош. Не го спорам повторно начинот, иако може би една од критиките ваши беше дека може би треба да се промени моделот и за финансирање и за доделување на државна помош, па дури да се промени структурата на инвестициите, да не биде концентрацијата само во еден сегмент и сектори да зависиме сега од фабриките во автомобилската индустрија. Диверсификација. Не, јас знам заложбата, прашувам до каде е заложбата со реализација. Со тоа што имаме сега, че имаме подпишавме меморандум, премиерот беше во Лондон, подпиша меморандум со сериозна компанија од војната индустрија, тоа е еден показател дека работиме. Тоа е од одбраната, она што се најавуваше. Од делот на одбраната. Исто така, фокусирани сме повеќе да имаме инвестиции од делот на фармацијата, електрониката и во делот на производство на батерии. Кој што и дневната. Така да, знаете, преговорањето и договарањето не е едноставна работа. Тоа е процес кој трае.
Мене не го спориме тоа, знаеме дека е процес што трајно, велам само, можеби многу лесно се даваат ветувања дека ќе се случат промени преку ноќ, а потоа велиме дека е потребен некој пати процес. И одлуката и за доаѓање и за заминување, според мене еве лаички, е процес некој што треба да се случи, нели? Видите, да се изоди тој пат. Во делот Аптив, она што можам да го приметам кај од досегашната комуникација со високи представници на Аптив, некако како да се пишманот што била таква одлуката, ама одлуката више донесена. Што во Македонија Аптив стварно добро работи. Одлично работи. Верувајте. Па зошто заминуваат? Тоа е одлука на поголеми, како да кажам, менеджменти во Аптив. Да, мислам дека тука е тоа реструктурирањето и знаете како, тие мислеа дека ако заминат Македонија подоцна ќе поминат од Полска Португалија. Ама не. Ние не остапуваме нашите барања. Ќе му насилата се. Тоа мислам дека беше нивната перцепција. Знаете, вака кога велите дека ако нема економска оправданост за заминување, работеле профитабилно, стабилно овде, веројатно ќе има некоја друга. Се ширеа. Еве ќе ви кажам. Тогаш бев кај нив на aftercare посета во ноември 24-та, ми покажува плановите за инвестирање, како се шират, како да кажам. Па што се случи? Тогаш политиката е во позадина. Па не, најверојатно според мене погрешна одлука на менеджментот на Аптив. Да, ма зошто? На што се потпреле во таа одлука? Не ги знам деталите, туку тие мислат дека има проблем со Аптив во Португалија и во Полска. Тие многу големи фабрики. И дознам дека тука е проблемот кај нив. Тука е проблемот. Не поврзувате со политичко-економска состојба кај нас и заглавени евроинтеграции? Не ми се верува дека е тоа. И втора работа е дека Аптив направи реструктурирање кај што Аптив се подели на два ентитети. Најверојатно еден ентитет сака да го продаат и најверојатно тука спажи и овој Аптив Македонија преку Аптив Унгарија кој е собственик на Аптив Македонија, така да тие се нивни внатрешни интерни, како да кажам, реструктурирање и оптимизација. Не само сакав да кажам дали можеби има некоја политичка позадина во оваа нивна економска и деловна одлука. Бидејќи го гледаме Аптив месечно, Аптив работи добро. Има 500 работа, има таа. Мора да завршуваме. Сакам за крупната слика да ве прашаме. Сега дали ја гледаме полупразна, полуполна чашата, различно е нели тоа малку, а впрочем исто. 200 милиони евра СДИ, странски директни инвестиции во земјава, заклучено со јуни прва половина од годинава. Лани бројката е транспарентна од Народна банка 540, скоро повеќе од половина пат на странските директни инвестиции. Знаете зашто така да? Согласно методологијата, во 2024 имаше многу компаниите мајки, на компаниите черки во Македонија, дава одредени заеми кои што се што се викаат должнички инструменти, се викаат тие. Меѓутоа, ако се погледне, ја баш правев анализа за првите 6 месеци, 24-25. Добро. Ако се погледне собственичкиот капитал и реинвестираната добивка во 25 е поголема од 24. Меѓутоа, за жал, должничките инструменти во 25 се со минус 210 милиони, а во 24 се со плюс 87 милиони евра. И дука разликата. Да, ма тие должнички инструменти значат лесна пари за развој, зимале заеми. Компаниите помага од Македонија, помага на компаниите мајки во надвор од Македонија. Тоа е суштината. Тоа е оваа година вие што го анализираме, одливот, минусот. Минусот. Тука е проблем. И затоа имаме таков пат. Да, ма тоа значи дека наместо помош надвор, тие пари предходно се задржувале тука и се реинвестирале. Тие за реинвестирање за производство и сега имаат проблем мајкиве компании, едноставно компанииве черки им помагаат. И тој биланс што внатре во Народна банка. Не можеме, например, тоа да го толкуваме дека ги изнесуваат парите надвор? Не, едноставно ги враќаат. Види, имаат тие право да ги враќаат на мајка фирма. Знаете како се помагаат, тие се, како да кажам, должнички инструменти меѓу себе, што компаниите, меѓукомпаниски. Но тие се дел од структурата на странски директни инвестиции, кои што се показател дали парите се носат надвор, се оставаат тука за реинвестирање во нов... методологија. Меѓутоа, кога гледаме, гледајте го со сличниот капитал и реинвестираната добивка. Во 24 за првите 6 месеци 401 милион евра. А во 25 за првите 6 месеци 429 милиони. Е поголем. Добро, не е нешто голема различна разлика. Сакам да кажеме подобар од 24-та. Со свеничкиот капиталот и реинвестираната добивка е таа, меѓутоа моментот што им ги враќаат парите на мајките фирми заради што потешкоти најверојатно. Видите, автомобилската индустрија е на колена во Европа и нека мора да ги помогне.
компаниите во Македонија се добри, профитабилно работат, народот им помага. И тоа се гледа во евиденцијата. Интересно е ова, да, добри се помагаат, од друга страна еве две компании сега заклучивме од автомобилска индустрија дека сакаат да си одат, дисперзијата се уште не ја гледаме во... дека преговараме со, сакам да ви кажам дека преговараме со минимум 10 компании, така да очекувам до крај на годинава минимум 3-4 да имаме официјална потврда. За влез во Македонија. Да, меѓутоа, знаете, не би сакал да ги кажувам кои се што си, како си, од која индустрија се, бидејќи доверливоста е суштински елемент во преговорите. Со најголем дел од нив имам подпишано NDA договор, договор за доверливост на информации. Така да, кога ќе имаме потврдни информации, кога ќе можеме да изнесеме информацијата, соодветно ќе изнесеме и ќе ги информираме. Сега година и пол влад, завршувам со ова прашање. Кога прашам, например, да наброите 3 странски инвестиции, Greenfield, што се почнати од нула во времето на оваа влада. Например, кој можете да ми ги посочите? Еве не мора да се само дел од зоните, тоа може да се странски инвеститори или што користат државна помош, можат и надвор од зоните да користат. Видите, имаше доста компании што инвестира, дел нови, дел што ја проширува своите капацитети. Че сакате да што нови што беа или што проширува капацитети. И тоа е плюс. Па не, ја реков Greenfield од почеток нова инвестиција што е влезена од самиот почеток дека не зборуваме за реинвестирана добивка, нели? Шахтер е нова инвестиција, БМЗ нова инвестиција, Авеста Кичево е нова инвестиција. Застануваме кај овие три, во овие три во моментов колку вработени има активно производство, пласман, удел во GDP. Моментално Авеста и Шахтер се во фаза на изград. Добро. БМЗ знам дека работи и се зголемува бројот на вработени. Тука би ја кажал и производството на Магна што се започна во Штип. Да не заборавиме исто така новите инвестиции што беа во Киел, односно, извините, Киел, Костал, не заборавиме. Да, тоа е она инвестиција од вчера за вчера, реинвестирана добивка. Имаше во 24-та и плюс и во 26-та што ќе инвестира. Не заборавиме Гентер, 30 милиони. Не заборавиме една инвестиција што за жал не е толку јавна, а е многу битна за Македонија. Тоа што Леар во периодот февруари 25-та отвори во Македонија логистички центар, тој е материјал планинг и логистик центар на англиски. Да, знаеме, да, информиравме. Тоа е нешто што е едно за Леар во Македонија за сите фабрики во Европа. Да, ве молам Димовски, мора да завршиме последно прашање. Тоа се само дел, а надвор од тоа има плюс инвестиции. Оперираме со милиони евра и многу ни е тешко да ги изговориме колкава државна помош им даваме на странските компании и тука е постојано и остана вечно прашањето дали домашниот бизнис има ист третман како и странските компании на кои им даваме субвенции, пари од погони, земја до инфраструктура, до придонеси за вработени, сметајки на нивни инвестиции. Тука ме гледаме дека дел една ексклузива што е планов наредниот период за домашните компании. Како што кажав на почеток, имаме 14 технолошки индустријски развојни зони, од кои 8 се оперативни, 6 не се оперативни. Тие се во Видница, Берово, Телчево, Ранковце, Радовиш и Гевгелија. Нашата идеја како влада е тие да ги ставиме во функција. Како? Да им помогнеме на домашните бизниси, да им овозможиме земјиште ефтино, со соодветна инфраструктура, за да може да инвестираат и врз основа на постоечката законска регула добие државна помош. Планираме тие зони од ТИР да ги префрлиме во индустријски зони. Зошто? Значи ТИР зоните, согласно закон, се има рамка на одредени дејности, производство и кое производство може. Додека индустријските зони може да имат поголем опфат на дејности и услуги и производство. Значи ги затвараме овие зони? Не, ќе ги пренамениме. Врз основа на Нема, добро, веќе нема да бидат слободни економски зони како терен за странски инвеститори. Зошто? Веќе ајде да бидеме бидејќи завршуваме ве молам попрецизно. Заради демографијата која за жал е таква каква што е во тие градови, верувајте, таму е подобро да го поттикнеме домашниот локален економски развој и бизнис, отколку да ни останат празни. Прашувам дали паралелно ќе има државна помош и одредени привилегии за домашните компании кои ќе бидат дел. Бизнис планови. И че има, и сега има издржавни. И веројатно тоа ќе бидат извозни компании. Видите, и за македонски компании постои државна помош. Ми имаме во Не, ги знам формите, имаме различни форми, во ТИРС имаме македонска компанија, компанија со македонски капитал. Така да, идејата ни е како да им помогнеме и на македонскиот бизнис, односно домашниот бизнис. А претходно да ја заборавиме. Ние имавме 250 милиони евра кредит за компаниите за кои јас искрено видам во моментов не знаеме ни колку пари се процесирани, на
на кој профил од компании. Па имаш таа методологија врз основа на која? Нема ние технологијата тама кои се избрани во финалето и кои веќе ги располагаат. А тоа банките комерцијални треба да ви кажат. Да, сите викаат деловна тајна, ама и тоа се наши јавни пари и за нив ли деловна тајна има. И не заборавајте ние 250 милиони евра што се инвестираат во локалната инфраструктура во општините. Така да идејата ни е како да помогнеме домашниот бизнис да не се заџаве некои зони само да бидат ливади, него да ги ставиме во функција. Добро, Гоце Димовски, ви благодарам, повеќе од 30 на минути разговараме, брзо помина времето, бидејќи еве се обидов некои информации, мислам и како информации ги обезбедивме за ова интервју, ви благодарам уште еднашка. Почитувани, тука е крајот на Аргумент Плюс, од мене пријатно.